би рекол дека е исто. Како млад музичар низ цела Европа, да отворам собствен бизнис, еве и ден денес тоа го работам. Задоволство на душата, на срцето, музиката. Моето мото секогаш е било или джа или бу. Добар ден, почитувани наши следачи, верни поддржувачи. Денес имаме нов поддржувач, тоа е Александар Јосифов, кој се занимава со посредување на дозволи за управување со градежни машини, вилюшкар, мобилна платформа и телескоп машина. Информирајте се на неговиот Facebook профил, неговиот телефонски број и ќе го знаете кога има слободни термини за да се стекнете со такви дозволи. А сега сакам да ви представам нашиот нов гостин, човек кој ќе ни направи еден спој на бизнисот со музиката, македонец кој е тука роден во Штутгарт, а останатото подетално ќе ни се оставам да се представи тој самиот. Добар ден и како прво ви благодарам за поканата да бидам дел од вашата емисија, вашиот подкаст. Поздрав до сите гледачи и следачи на овој подкаст. Другото мислам дека ред по ред. Па, најпрво би сакал да ни се представите име, презиме. Од каде сте, од Македонија, тука во Германија? Да. Значи, јас сум Флори Манев, роден сум тука во Штутгарт во Германија. Иначе корените мои се од Струмичко, поточно село Моноспитово. Роден, пораснат тука во Германија и еве се уште сум тука. Како е да се расти, да се поминат тинеџерските денови во Германија? Па како, мислам дека не се поразлични отколку што се и тинеџерските години во Македонија, така да кажам. Би рекол дека е исто. Океј. Сега сакам да ни објасниш како се одвиваше твојот животен пат до денес, од твоето школување, па понатака како што иде редот работа, кариера и се останато. Значи така, како што ви реков, тука сум роден, тука основно училиште тука завршив во Германија. После тоа појдов во Бугарија, таму почнав музичко да учам, да студирам. Потоа се вратив во Германија, работев како млад музичар низ цела Европа. Продолжив да се школувам. Исто во музичка насока? Не, во друга насока, градежно, поточно. Потоа решив да отворам собствен бизнис, еве и ден денес тоа го работам. Си имам собствена фирма градежна и меѓу другото и ден денес се уште си ја работава кое што ми причинува задоволство на душата, на срцето, музиката. Океј. Ќе се задржиме најпрво за фирмата која ќе спомна, градежништво, а во вториот дел ќе обратиме внимание на твојата музичка кариера. Има што да се каже, знам. Како се одлучи да веднаш после школување да се отвори фирма, да се работи за себе? Дали тоа потребно е храброст, ми се чини, или наследи од некого? Па добро. Моето мото секогаш е било или джа или бу. Така. Кој не ризикува, не добива. Не добива, да. Така да. Дали тоа значи дека тука се условите, климата за бизнис е добра, па така што немаш никаков проблем, решително си одиш натака? Проблеми секогаш и секаде ги има. Битно е и важно е како ќе се збориш со тие проблеми и поточно од проблемот да направиш придобивка за тебе.
Да излечиш некоја Да извлечеш полука, да се подобрување најпозитивното што може да го извлечеш од тоа. Така. Кога станува збор за градежништво, и јас во Германија имам малку поработено, краток период кога дојдов тука. Какви се правилата, дали се строги? Па можам да кажам дека се доста строги. Има сектори кај што може секој да работи, но има и сектори кај што треба да се школувам. Значи, не може секој еден да дојде да дигне два прста и да каже Така. денес отварам фирма и го работам тоа и тоа. Значи, си треба некоја си основа на Да. на самата работа. Со што конкретно се занимава твојата фирма? Нискоградба, високоградба, Па, како оди тоа? Висока градба, по точно внатрешен дизајн, од плочки па до глетовање, шпаклање, со гипс картон, Колку имаш вработени? па за сега 4 вработени. Дали И се од Македонија некои наши или тука? Имаме и македонци, а имаме и од соседните држави. Добро, од прилика тоа е. Сега сакам да направам еден пресврт на твојата од бизнисот на музиката. Напомена дека во Бугарија започна се школуваш, но кога се подготвував за твоето интервју видов една дупка од 10 години, прочитав, каде што не се занимаваш со музика, веројатно тогаш се занимаваш со бизнис. Точно. И после тоа се одлучуваш да се насочиш на музиката. Кажи ми зошто започна со бугарски и со српски песни? Интересно, да. Еве, како што ви кажав дека таму учев доста време и таму живеев во Бугарија, таму работев како млад музичар. Да, свирев, работев во доста бугарски бендови, така да тој беше во тој период стилот што го свирев и Самата прилика те насочи да започнеш со тоа. А кои се твојата прва песна на македонски јазик, која е? Па, Лажна среќа надвор бараме. Лажна среќа надвор бараме. Да. Човек кој е роден во Германија, растен во Германија, ја праќа таа порака. Како да ни го објасниш тоа? Дали навистина тука имаме лажна среќа или од денешен аспект, ајде малку? Па, мислам дека секој сам за себе би требало повеќе да индивидуално си одговори овоа прашање. Кажам дека имаш своја авторска музика, значи неколку песни, со кои музичари соработуваш, кога ги заработувате песните, сепак потребна е екипа. Па да, можам да кажам дека соработувам со доста естрадни уметници од нашата Македонија, со доста колеги, да не ги именувам сега, значи со многу наши... Некаде прочитав дека се јавуваш како композитор самиот ти или текстописец, не сум сигурен Да, точно, баш. јас сум и продуцент, музички продуцент, а и текстописец и композитор. Значи кантавтор, така се вика тоа. Точно. Која е твојата улога во македонското шоу за таленти? Па, бев поканет како жири комисија, дел од жири комисијата таму во Охрид, во ИНТВ. Мислам дека нема да е за последен пат да бидам дел од таа емисија, пребедејќи можам да предонесам доста искуство, музичко искуство во Македонија На младите. кои што еве сега почнуваат со првите чекори со музиката. Кога веќе ова самиот го спомна, го планирав да биде на крајот, но можеме сега да окажеме. Еден млад човек, дали во Македонија или тука во Германија, сака, има амбиции, има талент, сака да постане музичар. Една насока од твоја гледна точка, како да се движи, пошто ете имаш и контакт со тоа талент шоу, веројатно делите совети таму. Сега сакам тука да испратиш една јасна порака и совет до оние кои сакаат да се занимаваат. Значи, многу едноставно.
Секој што си ја сака музиката, тоа е дарба од Бога прво. После школувањето, а трето упорност. Треба упорно да се работи на тоа што го сакаш, што ти е убаво на срцето и на душата. Дали ова истото важи и за во бизнисот? Мислам дека важи за во секој сектор. Дали било семејно, дали било во бизнис, дали било во музиката, значи мислам дека важи за секаде. Решителност и упорност. Да. Те гледам, доста си активни на социјалните мрежи. Дали тоа е важна алатка за музичарите? Па, мислам дека да. Еве, живееме во 21 век, векот на интернетот, јас така го нарекувам. Мислам дека е најдобрата платформа за реклама на самиот себе или за еве како сега ние Карма Бенд, како што се рекламираме и на сите социјални мрежи. Мислам дека е неизбежно. Се сложувам потполно Да. за тебе и мора да го следиме тој тренд. Те гледам и доста си на патување, настапуваш во Македонија, настапуваш во Германија, на различни места, имаш свој бизнис, снимаш песни, спотови. Како успеваш сето тоа да го менаџираш? Каде наоѓаш толку време? Искрено, еве, на здравје, Ајде за убаво. еден Господ знае. Ни сам не можеш да кажеш. Ни сам не можам да ти одговорам, значи мојот ден постои од не 24, од туку од 34 сата. Така да, Значи турбо. турбо, буквално турбо. Добро, тука сме некаде на крајот од ова што сакав да дознам и да го пренесеме на нашите следачи и гледачи. Каде сега се наоѓаме и што не очекува вечерва, јас ќе останам да ве слушнам, да ве видам, да се дружам со ова заедно. Баш ми е мило. Еве, се наоѓаме во Синделфинген, во новите клубски простори на македонскиот клуб Вардар во Синделфинген. Кај што се собират стари, млади македонци, мислам, еве вечерва ние тука ќе настапуваме за да се дружиме. Едноставно да не се ги Меѓусебна забораваме нашите комуникација. песни, а и со песна, што се вели, може и некој бизнис да. Секако, да, кафа. На кои песни македонците каде што настапувате низ Германија, на кои песни најмногу се веселат? Тоа зависи од човекот, значи има некој ужива во патриотски песни, има некој ужива во весели песни, некои уживат во забавно. Мене да ме прашаат, уживам во се. Буквално Значи во се. репертоарот ваше има се застапено. Точно, да. Во ред, ти благодарам многу. Знам дека се брза за да поставите инструменти и да започне забавата. Ние ќе бидеме тука, ви посакувам успех. На крај ќе ми кажеш кои се твоите планови во бизнисот, а после и во музиката. Тешко прашање. Доста тешко прашање, значи планови, никогаш во животот не сум правил планови. Но планот е, предпоставувам, да се планот е продолжи понатака. Да се продолжи со Господ напред, тоа што ќе биде, ќе биде. Ти посакувам успеси на Ти секој благодарам поле. исто и на тебе. Ми беше мило, се запознаваме, се надевам во иднина ќе продолжиме соработка на било каков начин. Те оставам во пријатно расположение и се гледаме. Се гледаме. Фала ти многу.